Време за малку музика и се разбира малку и по-опуштен разговор. Марија, повели. И токму затоа на гости ни дојде младиот талентиран пеач Дарко Гроздановски. Тој има нова песна по 3-годишна пауза, која се нарекува Понеделнички. Што те мотивираше и всушност, дали се чувствуваш понеделнички што стана толку рано, Дарко, денеска? Па, уметници немаат навика да стануваат толку рано, но денес, нели, фала ви на поканата, прво сакам да кажам. И со задоволство станав порано и да дојдам да си поправам малку муавет околу понеделнички. Иако не е понеделник. Иако не е понеделник, петочки, денеска петочки, веројатно, меѓутоа како што рече уметниците имаат и нели малку подруг распоред на распоред, да, малце друг биоритам. Има некои свирки за викенд? Има како не, да. Значи се продолжува агенда. Сме турбо, сме зафатени и така. 3 години пауза. Да. Зошто токму сега? Па, веројатно сега му дојде времето. Јас притискав со мојот менаџер и со тимот така, ајде да правиме авторско да правиме. Но ова е една убава соработка. Како? Ова е една убава соработка. Да, ова е со легендарниот Џамбазов. Ова е најубава соработка. И голема привилегија всушност да се работи со него. Да, и тој е текстописец на песната, нели? Така, да. И кога Џамбазов ме слушна на аудицијата за предгрупа на Нокаут концертот, ми се допаднав и реши да ми направи песна и на вистина испадна како што кажа и тимот да дојде моментот да се поклопат коцките. Сега поентата е од сега да не се застанува пак. И одлично звучавте на концертот на Нокаут. Има прилика да слушнам и секако верувам дека и нашите гледачи кои присуствуваа на овој концерт моќно, фантастично звучеше и сето тоа си носи и ете вакви соработки. Многу интересен наслов на самата песна. Како всушност ете спомнавме за соработката со Џамбазов, но колку ти од него учиш како врвен уметник? Мене ми е најголем идол уште од дете. И јас и несвесно, баш кога дојде во студио, кога ја снимав, ме пофали за дикцијата и затоа што тој е и актер, нели, и мораше да ги провери до крај работите, дали се како што тој ги замисли, дали се до крај како што би требало да бидат. И не ми најде маана за дикцијата и баш му кажа на Мите Димовски тогаш во студио, вика Чичко Игор Школа 20 години, затоа што 20 години го слушам и по телевизија неговите песни. И несвесно и некои работи сум ги попримил, а и сега откако се спријателивме, нели, покрај понеделнички и заедничките настапи и проекти заедно, има многу што да се научи од него. Мора и ние да те пофалиме и за дикцијата, меѓутоа и на бојата и длабочината на гласот, па може да го викнеме Дарко и како наш колега да биде зошто да не. Дали си расположен за една таква? Апсолутно нема проблем. Ќе се разгледа таа можност. Ние имаме во предвид. Не сме Џамбазов, меѓутоа и ние имаме доволно искуство да процениме за некои работи, апсолутно. Сега повторно се вратиме на песната. Ова е лично твоја некоја песна, се пронајде или е комплетно дело на Џамбазов без Ова е негово комплетно дело, кога на почеток ми ја представи на тој со гласи на укулеле, затоа што сека да си го носи со себе, такво е малечко и е практично. Ми беше чудно на почеток како може да е некој среќен во понеделник, но ми објасна дека уметници ние уметниците сме слободни во понеделник. Значи во понеделник нема ни проби во театар, пробата во филхармонија, да речеме, јас сум и виолинисте, да речем, првата проба е се читаат ноти, се некако најлесно за уметниците во понеделник. Одмараме од викендот, така да кога за вас е викенд понеделник. За нас е викенд понеделник, кога размислив подобро, апсолутно е во право и да, се пронајде во песната. Дарко, што правеше овие 3 години? Дали порасна, дали се најде себе си, дали се променија некои работи од претходно, дали се сменија некои твои очекувања и некои твои, се разбира, стандарди? Па добро, почнавме со живи свирки, тоа беше најбитно. Да малку и да се запознам јас со публиката и публиката со мене. После Трач почнавме интензивно да настапуваме низ Македонија. Како не, научив некои работи, мислам многу ми е битно што се запознав со луѓето, што на некој начин сватив што сакаат, што не сакаат, па да направам некој компромис
со, да речам, идеите мои. Едно е моја желба, друго е желбата на слушателот и да се најдеме негде на средина. Ако јас одам до максимум да исполнам желбата само на слушателите, ќе си изгубам себе си. Ако па никаков компромис не правам, нема нив да им се допадне, така да поентата беше да се најде еден заеднички јазик и мислам дека сум на добар пат. Тешко ли се наоѓа публика? Тешко ли се доаѓа до публика? Еве конкретно за македонската музичка поп сцена. На почетокот одеше и потешко. Малце тешко прифаќаат нови ликови, да речем, што се појавуваат, но сега мислам дека е се полесно. Мислам дека се засакавме. А како е денешната македонска поп сцена според тебе? Дали доволно се произведува, се продуцира музика? Јас мислам дека се одлепивме од дното, мислам дека пред неколку години имаше така најсилен застој можеби и со артисти и со авторска музика и така, но мислам дека сега тргна некако работата нагоре, ќе видиме со кој темпо ќе се движи, но мислам дека има веќе, да речем, нагорен правец. Значи се оди кон Мислам површината. Да. Јас се надевам и би сакал да е така. Спомна дека си и виолинист. Да. Каде се твоите ангажмани? Јас мислам, дипломирав на ФМУ во 2024 и сум свирал хонорарно и во филхармонија, и во опера. И свирам и во Феймс, студиото за филмска музика во автокоманда. Значи, музиката е дефинитивно твоја определ. Само тоа, да. Ова значи камбек, зборуваме за поп делот. Така, камбек, јасно. И, како што рече, продолжуваме Чекам да заврши 35 години независност на Македонија, караванот што оди низ цела Македонија. Денес сме во Пробиштип, наредната најава сме во Скопје, кога тоа ќе заврши, кога сите малце да си дојдеме на себе и да се вратиме назад во студио. Како ти се чувствуваш ете всушност на тој караван заедно со врвни останати музичари истакнати? Каква атмосферата ете меѓу вас? Атмосферата е прекрасна. Мене многу ми се допаѓа, се запознав со многу колеги, разменавме многу искуства, муабети во бекстејџот е стварно многу убава атмосферата. Публиката многу добро враќа. Сценариото е прекрасно, пак ќе го спомнам, Игор Џамбазов е главен водител, ја носи цела работа. Многу убаво и на сите ни е многу мило, мислам, што сме дел од тоа и така на секој настап во секој град со нов елан и нова енергија настапуваме и даваме се од себе за да ја пренесиме таа енергија на луѓето што дошле да. Ќе прави ли Џамбазов нова песна или нови песни? Разговараме, сега и тој е многу зафатен со, ќе речем, со караванот. Да помини, се спремаме сега добро за Скопје на 4 септември на плоштад. Кога тоа ќе помини, малце сите да си ги средиме мислите и назад во студио. Преку инсертите го гледавме и спотот и секако и така и ќе завршиме, но спотот е многу интересен, многу динамичен. Колку тебе ти представува задоволство или пак можеби оптеретување снимањето на спотови? Снимањето беше многу интересно. Исто фативме од рано за да го фатиме дебар мало празно низ првите низ улиците за првите сцени. Многу мислам сценариото на Огне Шапковски и режисер. Секако мислам се беше супер склопено, се беше супер осмислено. Единствен проблем беше што се преслеков едно 75 пати за да представиме повеќе понеделници, или како се појавувам и ја гледам во случајот Моника Црнокрк на Шанкот. Значи немаш трема за снимање спотови и во тој дел? Трема, немав трема, реално немав трема, имав одговорност, бев брз, бев агилен, што ќе кажеше режисерот, сечи од почеток пак за се да има добро течение и да не се кочи работата. Значи Дарко е мултиталентиран. Значи сите сцени ги владееш и телевизиска и актерска. А има потенцијал за водител? Рековме тоа веќе го заклучивме. Дарко, ти благодариме на гостувањето. Тебе многу успех понатаму и во музичката кариера, со лесно да го довршите, се разбира, караванот. Очекуваме нови песни и се разбира сите новитети дел од утринската Добро утро Македонија. Да. Фала ви вас уште еднаш на поканата и се гледаме во некоја наредна прилика за убаво со веројатно песна. Ти благодариме.